Добро е што знаеме дека Бог постои. Сите информации, почитувани слушатели, за Бог ги црпиме од Библијата, од Светото писмо. Бог постои и може секој да го запознае. Овие факти се несоборливи и се темел на вистината, на христијанството. За Божјото постоење знаеме преку верата, а за познавањето на Бог знаеме преку лично искуство. Постоењето на Бог не може да се докажува со помош на научни методи без да е вклучена верата, туку може преку логика и разумна предпоставка да се утврди неговото постоење. Се што може човекот да знае со сигурност за Бог и неговото постоење, произлегува од верата. Библијата нагласува: преку вера разбираме. Бог е изнад своите творештва и може да се запознае единствено преку неговото лично откровение. Во христијанството Бог е откриен како личност, а сознанието за тоа не произлегува од лично убедување, туку преку Божјо откровение во Светото писмо, Библијата. Библијата е напишана не со цел да му се докаже на човекот дека Бог постои, туку да стане Бог уште по-впечатлив, откриен преку неговите дела. Божите дела се очигледни преку созданијата и се усовршени на посебен начин преку специјалното откровение на неговиот син Исус Христос. Во светлина на Божјото откровение, во Светото писмо, Библијата, може да се каже следново во однос на Бог. Прво, Божјо битие. Во своето битие, Бог не зависи од никого и од ништо. Неговите созданија се зависни од Него, а тој во ништо не е зависен од тие созданија. Бог не само што е дародавецот на животот, туку тој самиот е извор на животот и се што е создадено го одржува во постоење. Космосот и сите други живи суштества се во целост подчинети на неговата моќ и сила. Тој, иако е на човековите сваќања, сепак доволно му се открил на човекот за да биде дофатлив. Карактеристиките на неговото битие се состојат во откровението на неговото име Јахве и во тврдењето Јас сум оној кој сум. Јас сум кој сум, му рече Бог на Мојсеј. Потоа продолжи: кажи вака на израелците: Јас сум ме испрати при вас. Значи, кога Бог зборува Јас сум, себе си се открива како личност. Тоа се потврдува насекаде во Светото писмо. А пророкот Исаија на многу прецизно го дефинирал тоа. Зар не знаеш? Зар не си чул? Господ е вечен Бог, творец на земните краишта. Тој не се заморува, не постанува и неговиот ум е неизмерлив. На заморениот му ја враќа силата, го зајакнува немоќниот и Бог како личност дава тоа што му е потребно на неговите созданија. Исаија, 4 глава, 28 и 29 стих. Исус Христос го изразува тоа многу јасно, велејќи: зашто како што таткото има живот во себе, така му даде и на синот да има живот во себе. Евангелие според Јован, 5 глава, 26 стих. Тоа не подразбира дека синот не постоел од вечноста и дека тој е создаден за да живее, туку ја истакнува животодавната сила на Бог таткото. Во целото Свето писмо, Бог се откри како извор на животот и го насочува кон него, за да обстане и човекот и материјата. Каков е Бог како битие? Бог е дух, свет, чист дух. Христос во разговор со самарјанката го откри Бог како дух, велејќи: Бог е дух и кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух
и во вистина. Евангелие според Јован, 4 глава, 24 стих. Со ова откровение, Бог треба да биде разграничен од неговите созданија, зашто тој на неговите созданија им дава дух за живот. Кога го истакнуваме фактот дека Бог е дух, тоа значи дека тој се разликува од човекот и не е делумно дух и делумно физичко тело. Бог е само дух, а не во некаква телесна форма и облик како што е човекот. Во Библијата се опишува дека Бог има очи, уши, раце и нозе и му се припишуваат такви карактеристики кои што ги има и човекот. Но таквиот начин на изразување во Библијата е потребно заради полесно и подостапно да биде нашето сознание за Бог. Ако не постои тој начин на изразување, ние не сме во состојба да кажеме нешто за Бог каков е тој и кои се неговите намери со овој свет. Неговиот живот како дух не подразбира дека е несовршен како нас луѓето и не смееме да му припишуваме на Бог такви карактеристики кои се присутни во самиот човек. Кога ја истакнуваме неговата реалност дека Бог е бескраен дух, тогаш ги надминуваме границите на нашите сознанија. Ние луѓето сме ограничени во времето и просторот, во познавањето и силата. Само Бог е бесконечен, без почеток и без крај. Секој атрибут од неговата природа е бесконечен. Бесконечноста е време и простор наречени вечност. А во познавањето, оној кој се знае, во силата тој е семоќен. Со сите овие бесконечности тој е вечен Бог. Бог, кој е создател и бесконечен, ја надминува и Вселената, и сите материјални творештва, така што тој не е вклопен во време и простор или во материјалниот свет. Тој е изнад секоја творба и живее, екзистира независно од се. Бог не е ограничен во она што ние го нарекуваме природа. Тој исто така не е ограничен дури и на оние места во Библијата, каде што се објавуваше и му зборуваше на народот. Со еден збор, Бог не може да биде вклопен во неговите созданија, ниту пак може да се дисхармонизира неговиот начин на владење. Како доказ на тврдењето, ете што запишал пророкот Исаија. Кој го измери морето со дланка и кој ги премери небесата со педа, кој ја измерил со мерка земјата и планините на мерилки, а бреговите на тежилка, кој го измерил Господовиот дух и кој му бил советник за да го поучи, со кој се посоветува тој, кој му дал разум нему, кој го научил на патиштата на правдата, кој го научи на знаење, кој му покажа пат кон мудроста. Ете, народите се како капка од ведро, вредат колку прав на мерилката. Островите, ете, треперат во воздухот како ситно делче. Ливан е мал за огнена клада, а неговите зверови нема достатно запаленица. Сите народи се како ништо пред него. За него се ништо и празнина. Ова стои запишано во Исаија, 40 глава, од 12 до 17 стих. За Бог, дека е бесконечен во суштина, може слободно да се каже дека е постојан и неодвојлив. Тука се има предвид неговата сегде присутност и моќ во неговите созданија. Тоа Давид посебно го опишал во 139 псалм. Каде да се скрием од Твојот дух и каде да побегнам од Твоето лице? Ако се вознесам на небото, таму си. Ако легнам во подземјето, и таму си. Ако ги земам крилјата на зората и се населам на крајот на морето, и таму си. Твојата рака ќе ме води, Твојата десница ќе ме држи. Ако речам, нека ме сокријат темнините, но дури и ноќта ќе биде како светло околу мене. Ни темнината за тебе не ќе биде темна, ноќта свети како ден и темнината е како светлина. Со оваа констатација се потврдува дека Бог не е незаинтересиран за своите созданија и тој не го наблюдува светот од високо,
туку тој проникнува во живите и неживите творби и се пројавува во срцето на најситните честички, атоми, во најскриениот извор на мислата, на животот и на чувствата. Зашто вака зборува Вишниот и Возвишениот, кој вечно живее, името му е Светиот. Престолувам во високо и свето место, но јас сум и со угнетуваните и понижуваните, за да го оживеам духот на смирените, за да го оживеам срцето на скрушените. Во овој цитат од Исаија, 57 глава, 70 стих, Бог се открива како возвишен и недостижен. Неговото пребивалиште е во вечноста, така што тој не е дел од вечноста, туку вечен, а од друга страна, тој вечен и недостижен Бог се симнува и помага на оние кои се со скрушен дух. Апостол Павле, кога дошол во Атина и кога им го изложил Евангелието, им нагласил дека Бог е Господар и на небото, и на земјата, и дека не живее во ракотворни храмови, ниту пак му се потребни служења од човечки раце. Тој нема потреб од никого, бидејќи тој на сите им дава живот, дишење и се. Тој не е далеко од човекот, како што нагласувале философите во тоа време. Со еден збор Бог е вечен, сегде присутен, а истовремено и со неговите созданија кои се зависни од него. Дела на апостолите, 17 глава, 24 и 25 стих. Значи, Бог е личност. Со тоа констатираме дека тој размислува, знае, има своји лични одлуки. Бог како врховен ум е извор на разумот. Неговите разумни својства им се подарени и на неговите живи созданија. Бог во Стариот Завет постојано е во комуникација со својот народ преку неговите слуги. А во Новиот Завет таа комуникација посебно е истакната со неговиот син Исус Христос, велејќи: "Ово е мојот возлюбен син, него слушајте го, во кого е мојата добра волја." Тој како личност се откриваше постепено на неговиот народ, според потребите и со различни имења. Кога зборуваме дека Бог е личност, важно е исто така да се нагласи дека тој често пати од човечките беди и страдања се предизвикува и не останува рамнодушен на нивните барања. Тој реагира и сочувствува. Неговите чувства не се променливи и нестабилни, туку во согласност според потребите на човекот, тој во целост е вклучен. Неговата љубов не е поголема од вистината или милоста од правдата. Бог не се менува. Тој е секогаш ист и неговата личност е секогаш во хармонија со сите негови атрибути. Љубовта, вистината, правдата, добрината, мудроста, светоста и така натаму. Бог да ве благослови, почитувани слушатели, бидејќи за Бог осознаваме само преку Светото писмо Библијата каков е Бог и дали тој постои и како реагира во однос на човекот. Нека Бог ве благослови. Амин.